Благодарам, председателе, штувана јавност, штувани колеги пратеници, господине Меджити. Штувана јавност, денес имаме интерпелации предложени од ДУИ. Знаеме како ќе завршат. Ќе започнам со она што е добро. Оно што е добро е што го видов координаторот на ДУИ, господинот Блерин Беџети, кој што повеќе не плаче по власт и за власт, туку сега плаче за тоа што долго време ќе остане во опозиција. И тоа е голем напредок. Голем напредок е кога првиот интегративец во собранието сватил дека долго време ќе бидат на власт и природно е да плаче за власт. Сметам дека денес, да не постоеја овие интерпелации, најсреќни ќе беа токму предлагачите на интерпелациите, односно пратеничката група на Демократската унија за интеграција. Штувани колеги, ве гледам, тешко зборувате, дел од вас нешто пелтачат, немате јасна визија, јасен став, немате јасни причини и знаете дека денес денот мора да помине колку да помине и ова се да се заврши. Јасно ви е дека, како вели на народната, домашниот есап на пазар не излегува, а денес вас воопшто не ви излезе. Сметам дека дефокусот од она кој се случува во општеството, во слика на некој лажен патриотизам, не оди во прилог на никого. Почитувани колеги од ДУИ, сметам дека обидот за било какво влошување на меѓуетничките односи не е добро и тоа нема да ви го врати изгубениот рейтинг, тоа нема да ви ја врати изгубената доверба кај гласачите, тоа нема да ви го врати ниту артан помеѓу вас, туку тоа нема да го намали ниту стравот на сите оние кои што правеле нешто што не е согласно со закон, па сега седат и чекаат и се уплашени, туку тоа носи последици кои што не му одговараат на 99,999% од населението во Република Македонија, независно кој на кој бог му се моли и кој на која етничка заедница и припаѓа. Она кое што треба да го поддржите се мерки на владата кои што се од интерес на сите. Еден збор не кажавте дека покачувањето од 5000 денари на пензионерите е за сите. Еден збор не кажавте дека новиот автопат од Тетово до Гостивар ќе го возиме сите. Еден збор не кажавте дека новиот автопат од Гостивар до Кичево ќе го возиме сите. Сите ќе го возиме и автопатот конечно од Кичево до Охрид. И таа ваша малодушност, која што гласачите ја гледаат, во октомври на локални избори ќе ви ја соопштат многу појасно, бидејќи очигледно не го разбирате пулсот на обичниот човек. Пред избори ветуваме подобар живот како политичари. Не ветуваме омраза и не ветуваме да ги скараме меѓу себе граѓаните. Ние се трудиме, кажав за пензионерите, се трудиме да подобриме живот на работниците во образованието, на професорите, на другиот кадар, на здравствените работници, бидејќи сите се лечиме во здравство, и тоа треба да биде императив и на ДУИ да којашно се реформира и да стане нормална политичка партија, која што од оваа говорница ќе се залага за реформи и за мерки на сите граѓани во Република Македонија, бидејќи за разлика од времето порано, веќе времето како до сега не постои. Во ова време сите ние сме еднакви пред законите на Република Македонија и сите ние пратеници овдека гласаме законски решенија кои што имплицираат на сите
граѓани во Република Македонија. Треба овие интерпелации да се надминете себе си, trebаше ги трнете на страна. Денеска може би не трябваше да разговараме. Немаше ниту вие да се срамите, ниту вие да пелтечите, ниту пак овдека да бидеме сведоци на безсмислени дискусии. На Република Македонија и треба стабилност. На Република Македонија и треба подобар стандард. На Република Македонија и треба просперитет. На Република Македонија и треба подобро здравство и подобро образование. Приклучете се на промените како опозиција. Реформирате се како нормална партија во опозиција и делувајте со оружја кои што се адекватни и соодветни на една нормална политичка партија во опозиција. Овие интерпелации не ги поддржуваме. Политичката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата нема да ги поддржи. Поддржуваме политики за развој на сите, за просперитет на сите и за едно подобро утре на цела Република Македонија. Благодарам.